Дали сте за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Штип? Ова е референдумското прашање кое штипските советници со 12 гласа за и без присуство на опозицијата го усвоија на денешната вонредна седница на Советот заедно со одлуката за одржување референдум на 15 октомври. На референдумот штипјани ќе имаат право да заокружат еден од двата понудени одговори за или против. Денеска споменаа вонредна седница одлука за распишување на референдум, што би требало да се одржи по наше барање на 15 октомври, односно на денот на локалните избори. Дали сте за или против населување на имигранти во вашиот град? Во склоп на демократска дискусија имаше забелешки од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа седницата протече онака како што протече и се донесе едногласно одлука со оглед на тоа што тие напуштија седница. На одлуката за референдум претходеше жестока расправа меѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ околу датумот на одржување на референдумот. Предлогот на ВМРО ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери е датумот за одржување на референдумот да биде 15 октомври. Од едноставна причина за намалување на трошоците, бидејќи е од буџетот на РМ и што е можно поголема излезност како од сите политички партии да гласаме против доселување на мигрантите, и јас се надевам дека и на референдумот било кој и кога и да се одржи, сите политички партии во Република Македонија ќе гласат против промена на уставното име. Загриженоста за дополнителни трошоци кои што би произлегле од друг датум на одржување на референдумот звучи помалку лицемерно. Имено, ако навистина беше ВМРО ДПМНЕ загрижен за трошоците кои што ќе ги донесе сам по себе овај референдум, воопшто немаше потреба да се излегува на референдум, можеше ние тука како совет едногласно да донесеме одлука дека сите сме против населување, интеграција на бегалци, странци и слично. Едногласно да го направиме тоа, но вие напуштите седницата, господин Миланов. И не можевме тоа да го направиме. Ние пак едногласно ја донесовме одлуката, но без вас, затоа што се излеговте. А која одлука? Па таа за распишување на референдум. По ова, советниците од СДСМ, идентично како и на претходната седница, кога се гласаше за оваа точка, ја напуштија седницата, а своите причини ги образложија на пресконференција. Да избегнеме да се манипулира и референдумот вако како што е да биде функција на манипулирање на граѓаните во пресред на локалните избори на 15 октомври. Затоа предложивме да се датумот на референдумот помести да не биде во исти датум со локалните избори. Ги охрабруваме сите граѓани да излезат да гласат на референдумот и да заокружат против, значи против населување на мигранти, бегалци и слично, бидејќи такво нешто воопшто и не е предвидено, не е планирано. Прашањето референдум само по себе е хипотетично. На одлуката за распишување референдум и претходеше неколкудневно собирање потписи во организација на кампањата Будење за Штип. Слични одлуки за референдум се донесоа и во неколку други општини во Македонија, а засега нема точни калкулации колку референдумот ќе ги чини граѓаните.